мене не радува. Морам да сторам нешто, морам да се обидам, да станам невидлив за она што го гледам јас, па да можам да го видам она за што мечтам, да берам плодови во рајска градина, каде сонцето не заоѓа. Малите надовци за нас работа, а ние со боговите пиеме чај. Направен со некоја цел и само после минута да бидеш изеден до коска. Прво заспиваш, потоа менуваш форма. Светот е место за секоја нова форма. Крајот е почеток на некоја нова творба. Таму кругот се затвара, а пак тоа е вечна борба. Замисли да си прв човек што постоел, никогаш да бидеш она што си сега. Замисли да си ти, направен со некоја цел, но само после минута да бидеш изгледан до коска. После завршувањето на средночешната трибина која што беше одржана во домот на Арма, се расправаше токму за она што сме тука, тоа е Прилепскиот заговор, и имаме после завршувањето нели на настапот на првата група која што настапуваше на овој заговор, имаме еден од нивните учесници. Најпрво да ми кажете како се чувствувате после настапот? Па се чувствувам сигурно прекрасно после еден ваков заговор, музички заговор. Мислам дека ја отворивме свирка онака како што треба. Ние бевме први кои настапувавме на овој фестивал и со нашиот настап го отвараме овој фестивал и се надевам дека сите групи ќе дадат се од себе за тој музички заговор и ќе успееме сите заедно во тоа. Како што можев да забележам јас, како што пишуваше на флаерите, дека на овој Прилепски заговор ќе настапуваат околу 16 групи, значи 8 групи оваа вечер и 8 следната вечер. Тие се групи од Прилеп, значи сте се од Прилеп. Може ли да ми кажете кога ја оформивте токму вашата група? Молам? Кога ја оформивте там? Па некаде пред 2 години тоа беше. Онака излезе спонтано. Пред тоа Како се случи се до тоа? Пред тоа пејачот на Препород, тоест брат ми, имаше работено во друг бенд и почнавме заедно да работиме и со гитаристот Гриша Смогрески и така излезе овој проект наречен Препород. Се надевам дека ќе успееме со нашите идеи, албум. Имаме сработено доста материјал и не знам, понатаму што. Ме интересира токму од каде името Препород. Препород треба да го
прашате вокалот во нашата група, тој е заслужен за тоа. Може ли да ми кажете како дојде до она што се вика соработка помеѓу вас и она што се вика Прилепски заговор? Како дојде да вие да учествувате токму на оваа манифестација? Па јас мислам дека на овој Прилепски заговор учествуваат сите прилепски бендови, така и ние. Значи нема бенд кој не учествува на овој Прилепски заговор. Значи има некаде околу 16-17 бендови, па можеби 18 ако има откажано некој. Така сите учествуваат на овој Прилепски музички заговор. Не само, сите учествуваат. Колку сте задоволни од самата организација? Ја мислам организацијата дека е на многу солидно ниво. Сепак можеби ќе има некои мали пропусти, но ова е прва ваква манифестација која се одржува во нашиот град. И не знам, честитки за организаторите и за овој потек кој што конечно некој го повлече. Значи да заживее нашиот град, да заживее нашата култура заедно со сите музички бендови, со сета култура која што некогаш е имал нашиот град Прилеп, а во последно време сигурно го нема тој шмек. Се надевам тој шмек ќе се врати, значи сите ќе бидеме задоволни од културата на нашиот град, значи културното живење ќе биде на многу солидно ниво, се надевам понатаму. А некако да се. Што мислите, дали една ваква група како што сте вие може да опстае тука во нашата држава? Па не знам, малку е тешко, то сега сигурно не, мислам и сега многу е тешко да се успеем со вакви бендови како сега. Знаете, на наша музичка сцена, тоест во Македонија повеќе успева поп сцената, додека андерграунд, по-авангардната сцена по не успева толку колку што, но се надевам дека со овој фестивал ќе се поттикне едно такво чувство кај сите и ќе му се даде поддршка на сите бендови кои што работат во нашиот град.
имаме некој што ќе говори за овој епилепски заговор. Се најдуваме до една група. Како се вашата група? No name сега, за сега, мислам, планираме да смениме финал. Ова беше колку за свирките низ Галаш. Сега само што завршивте. Да. Како се чувствувате на сцената? Да, супер. Ни велеа сите дека убаво сме свириле. Дека подобро не може. Стварно бевте супер. Да ми кажете околу почетоците на вашата група. Кога ја оформивте? Почетоците пред околу година, некаде дена. Баш точно во зима, беше година дена. Точно. И колку души се членуваат оваа група? Сега за сега четворица, или во потрага сме по пејачи. Ако има некој славодно, нека се јави кај нас. Порака да нешто гледачи, доколку има некој славоден пејач, може да се јави кај оваа група тука. Колку сте задоволни од организацијата на оваа манифестација? Колку сме задоволни, па ова последна свирка нас ќе ни биде и после само наши песни ќе правиме. После свирките само со наши песни ќе правиме, овие преработки беа. А организацијава е супер. Ваква, не знам дали секоја година се одржи. Една од најдобрите до сега што биле. Како дојде соработката помеѓу вас и луѓето кои што ја организира оваа манифестација? Соработката меѓу луѓето многу, мислам, не се познаваме со организацијата. Така. Али преку другиве бендови соработка со другите бендови, например Пазар бенд и Мордалите, да не ги набравам сите. Преку тие групи имаме и добра соработка со луѓето, мислам. Се снајдува. Што мислите колку музиката влијае на оформирањето на една личност? Многу влијае, многу. Ние свириме од забава, не од, например, за пари за мене. Од забава едноставно свириме. Мислите ли дека има доволно публика во нашиот град? Рок публика? Во нашиот град рок публика, не се согласувам со него. Се уште мислам дека е мала рок публиката. Рок мала. Се уште е мала. Али веќе се припајчат дека е позрела музика. Зависи кој како тоа го сваѓа, или за нас е тоа на пример нешто. Мислите ли дека може да се екзистира од ваква музика? Не, овде не може, надвор странство може. Значи се свирите само за душа? Да. Зависи. Дај Боже, некош. Ако имаме шанси, можеме надвор да излеземе. Значи се работи за групата Ben Hur. Може ли да ми кажете од кога постои оваа група? Од кога постои одамна. Мислам дека ја формиравме со Дулио некаде од 95-та година. Издававме песната Sex Pio Rock and Roll, да правиме после тоа синглот Пијана убава жена. После тоа следеше албумот, исто го крстивме Sex Pio Rock and Roll спрема првата песна, на кој што имаше некои 8 песни. Правевме многу концерти из Македонија по дискотеките, после па издадовме синглот Ноќа мора, па синглот Жива досада, па синглот Сум. И така да сега тука сте со најновата песна која што ја издадовме минатата година, се ми е седно, со новиот пејач Игор. Колку се задоволни од организацијата на оваа манифестација? Да, супер. Редно беше да се појави нешто така. Немаше свирки во живо, воопшто во Прилеп, долги години. Бога ми, нема вакво нешто. Редно беше, за бој мене ми изненади бројот на групи. Нема појма дека работа, да речеме, колку се 16 групи се пријавени. Тоа е за попалувањето, ете. Јас да ти кажам искрено, се до ден денеска не мислев дека во Прилеп дека и нема рокерска сцена. Се знам дека сите свират свадби и тука се завршува. И ова многу пријатно ми изненади кога видов дека толку многу млади деца има кои што го форсираат овој стил на музика, што значи дека градот живее. Што мислите, дали има доволно рок публика во Прилеп? Дали има доволно рок публика во Прилеп? Се гледа дека има. Се гледа, супер. Има, како нема. Има луѓето што, мислам, има луѓе што ја слушаат музика, а сега се докажа дека има луѓе што ја свират музика. Значи има и луѓе што ја слушаат и што ја свират. Да ми кажете уште нешто. Дали од ваков тип на музика може да се екзистира? Апсолутно не. Кај нас сигурно не. Кај нас Македонија дефинитивно дека не може да се екзистира, затоа што треба да се слушаат многу други работи во поглед на финанси, да речем, па дури после да може дека да екзистира. Заради тоа што се знае, секој што свири овој тип на музика, маки мачи за тоа да најди прво пари да ги сними сите тие песни, да стави на ноцен звук, па потом пари треба да мачи маки за да најде пари за спот, па да го форсира сето тоа и многу е тешко. Зборувам
за рок музика. Колку локалната самоуправа финансира вакви проекти? Тоа не знам, ова гледам дека е ова финансирано од локална самоуправа и тоа е за поздравување, пак да речем, исто. Не за Дека се повторува работи. за концертите од овој тип, да, ама еве јас конкретно ќе кажам, толку години си знамачивме со Дуле, кога да сакаме да снимаме од секаде, нешто од самоуправа, од цел град секаде бараме пари, нема никој не сака да дај. Затоа секогаш ќе си го одврзиме кесето, ќе се снимиме сами. Со тоа што сега е добро што јас си направив свој студио и барем за тоа не треба да размислуваме. Имаме чест да разговараме со уште една од оние кои што учествуваат на на оваа манифестација. Се работи за групата Квазар. Како се чувствувате? Се чувствуваме супер што сме поканети на оваа манифестација. Јас мислам дека ова е нешто супер и мислам дека треба да продолжи како традиција. Тоа од мене, не знам друго што да кажам. Лудница. Значи вие бевте поканети од некого? Да, од организаторите, всушност сите групи се поканети и мислам нема некоја заборавена група во градов, па тоа е супер и се надевам дека ќе продолжи така и понатаму. Се работи за групата Квазар. Да ми кажете од кога постои оваа група? Па оваа група постоиме негдека од кај летото од 2002 година, значи работиме активно негдека околу година и пол-две. Се надевам дека ќе продолжи понатаму тоа. Се имаме некои наши материјали, па се надеваме дека ќе биде нешто подобро. Да ми кажете колку сте задоволни од организацијата на оваа манифестација? Организацијата, задоволен сум за сега. Супер е. Се надевам дека ќе продолжи и ова. Мислам како што рекоа за втората епизода во мај негде. И така. Што мислите, дали има доволно рок публика тука во нашиот град? Па во нашиот град јас мислам дека има доволно рок публика и дека треба да се прават се повеќе вакви манифестации, да речам рок хепенинзи, па не и само на затворено и на отворено. Ако тоа биде во мај, мислам дека треба да се одржи негде на отворена сцена и би требало да биде супер. Колку сте задоволни од ова вечерашно случување што се случува тука? Па за сега мислам дека супер е. Задоволни од публиката? Да. Според очекуваното? Според очекуваното. Може и подобро може да биде. Заедно ќе видиме сега. Уште нешто не сте настапили? Уште немате настапено, не? Немаме, да. Уште една група, па ние ќе настапуваме и така би требало да биде супер. Задоволни сме од се. Сите групи треба да се поддржуваат без макар на знаење и свирење.